Ниту имало пукотници, ниту пак некаква специјална акција на полицијата при фаќањето на 4 члена банда од Скопје, која претходната ноќ го украла металниот сеф од туристичката агенција Автоатом. Целокупната акција реализирана спонтано по дојава од граѓанин кој ги забележал провалниците и пријавил во полицијата, а патролното возило налетало на нив додека вршеле нужда покрај патот и при претрес на возилото го пронашле сефот. Во самата акција на лице место биле фатени двајца од провалниците, додека третиот и четвртиот учесник избегале. Подоцна третиот сам се пријавил во полициската станица. Бидејќи се работи за на полицијата позната група провалници кои имаат искуство во вакви ситуации, тие перфидно се однесувале за време на преведувањето и испрашувањето и веднаш побарале адвокат. За целиот случај денеска со официјално соопштение излезе и портпаролката на СВР Штип. Секторот за внатрешни работи Штип по преземени мерки и действија откри и лиши од слобода 4 лица на возраст од 21 до 24 години, сите од Скопје, кои вчера извршиле тешка кражба во туристичка агенција во Кочани, од каде одзеле метална каса сеф. По брзата интервенција на полицијата на улицата Димитар Влахов во Кочани, при извршениот преглед на патничко моторно возило Голф со скопски регистарски ознаки, пронајден е одземениот сеф и лишени се од слобода горе наведените лица. Извршен е увид за познаен јавен обвинител и по целосно комплетирање и документирање на кривично-правниот настан ќе биде поднесен соодветен поднесок. Инаку, лицата се познати извршители на вакви и слични кривични дела. Провалниците во Кочани дошле со голф на скопски регистарски таблички. За еден од нив се знае дека е борач во Скопски борачки клуб. Сега, кога провалниците паднале во рацете на полицијата, ги очекуваат кривични пријави за сторено кривично дело од тешка кражба.